Добар ден. Денеска ќе возиме еден кул автомобил. Втората генерација на Peugeot 508 представува револуција во рамките на компанијата што се однесува на дизајнот. Погледнете оваа предница, особено лед светлата кои длабоко навлегуваат во браникот. Тие изгледаат како заби на предатор. Целата каросерија, целата контура нејзина делува како купе, а многу модерно и интригантно се овие стакла кои немаат рамки на вратите. Тие делуваат како возила од премиум сегментот, особено од германското тројство. Имаме неколку модели кои немаат рамка на прозорците. Но не е трикот само во рамките на прозорците. Тука зборуваме за висока технологија, тука зборуваме за извонредна ергономија во внатрешноста. Единствен проблем што го имам со Peugeot 508 тоа е влагањето и излегувањето од него, бидејќи висината е намалена за цели 5 см, додека должината е смалена за 8. Но Peugeot има да се пофали и со внатрешниот дизајн. Па да видиме што има внатре. Во внатрешноста на Peugeot се забележува извонредно трендовско уредување. Пред се сите пластични површини се направени од мека пластика, која па дополнително е дизајнирана да изгледа како да е со карбонска плетка. Она што веднаш доаѓа и упаѓа во очите на возачот е iCockpitот. Ова не е ново остварување во Peugeot, но лежи како кецна десетка во 508-ката. iCockpitот е интелигентно и напредно електронско решение кое преку дисплеј може да одговори на сите потреби, на сите типови возачи, но и возење. Можете да ја менувате графиката на инструмент таблата која има иновативни решенија. Кога ќе влезете во оваа купеовски оформена каросерија, тогаш се имате на дофат на раката. Да, сите пропорции се покомпактни, но во внатрешноста се чувствувате како да сте во вистинско купе. Па дури и со дизајнот Peugeot се трудеше да ја позиционира својата лимузина во сегментот D, но да наликува на купе со 4 врати, како што е Audi A5 или Volkswagen Arteon, па може дури и да кажеме како Kia Stinger. Зад iCockpitот се наоѓа малиот по димензии управувач. Тој е типичен за возилата на Peugeot, но тој има мултифункционалност, но мене не ми се допаѓа, бидејќи е многу и во најбутнатата позиција, односно најоддалечената позиција од возачот, тоа е сепак многу блиску до возачот. Ваквата позиција на возење дава една поинаква слика на уживањето зад управувачот. Со леснотија се управува Peugeot 508. Можам да кажам дека димензиите на воланот ве уверуваат дека сте зад управувач на спортско ориентиран автомобил, а управувањето е прецизно. Не е супер прецизно, но сепак можете добро да ги дозирате правците на движење и таму каде што сакате да одите. Можеби ќе треба малку поентузијастички да вртите со управувачот, но тоа е
далеку од небезбедно. Зад управувачот ги имате и шалтерите на автоматскиот менувач. Тие работат одлично. Се построгите ограничувања на емисиите на издувни гасови ги примора производителите, така речено, да ги умртват моторите. Овој 2-литрен HDI агрегат со 160 конски сили има сосем добри перформанси, а она што сакам да го пофалам кај него е ниската потрошувачка. Во текот на нашето возење успеавме да забележиме просечна потрошувачка од 6,4 литри, што по мене е многу добар показател. Показател дека Peugeot покрај својот модерен и атрактивен дизајн покажува дека неговите лимузини се економични. Да се вратиме малку на дизајнот. Во внатрешноста има доволно простор, но каросеријата на 508 е скратена за 8 см и снижена за 5 см. Па затоа влегувањето е малку покомплицирано. Кога ќе се сместите внатре, се е на дофат на раката и извонредно се покажува ергономијата на која е посветено големо внимание. На задната клупа има исто така доволно простор, но со апостроф дека многу тешко се влегува во неа. Во 508 Peugeot имплементира висока технологија, извонредно атрактивен дизајн и високо ниво на ергономија. Во внатрешноста, кога седите, се чувствувате дека припаѓате во идната генерација, во генерацијата која е пристапна сета технологија на овој свет. Ценовното позиционирање на 508 е високо над очекуваното. Со 44.000 евра оваа купе лимузина може да им парира и на послабо опремените Audi A5 и Volkswagen Arteon. Но предноста на Peugeot е што е опремена со висока технологија и високо ниво на опременост. Нема да ги набројувам сите оние работи кои се вметнати во 508-ката, но можам да кажам дека чувството во внатрешноста и во возењето е извонредно. Но акциската цена нуди поволности. 38.500 евра е добра цена за вака опремена лимузина. Прашањето е само дали сакате да имате вака упадлив автомобил во кого дур се наоѓате, ќе почувствувате и лјадници љубопитни погледи. А сигурно сте љубопитни што ќе ви подготвиме во идната епизода на Автомагазин. Нека остане мала тајна. До тогаш, до гледање.